Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме господина Самка Ибраимовски, председател на ЦЕР. Добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам на поканата и драго ми е што еве неколку пати за една иста проблематика дискутираме повеќе време, така и денеска да разјасниме уште некои работи што сметам дека е потребно да укажеме и на правдата, и на граѓаните, и на власт. Имаме доста работи кои се актуелни, кои се случуваат, кои се проблематични, ајде да речеме, ајде да зборуваме за нив, ке зборуваме секако и за измените на законот за извршување, за она што за што зборуваме често, нешто што не се менува, останува исто. Имаме проблем, господине Ибраимовски, и во Битола, во населбата Бајрот, каде веќе подолго време таму жителите немаат струја. Она што го знаеме од информациите дека тие се исклучени поради неплаќање, но сепак сега е среде зима, знаеме дека е студено. Имате ли некакви информации, се работи ли на решавање на овој проблем, до каде е таму? Па видите, да беа албанци сигурно ќе го решеа проблемот многу брзо, затоа што проблемите во Слупчане, во Рачиново ги решеа многу едноставно евана. Кога се работа за роми, Енглези вика full stop точка и тука останува, се исклучува и никој не реагира. 20 години во ова време, каде што да бидат луѓе без струја, 20 дена, имаат мали деца кои идат во училиште. Пред некој ден, кога ми се јавија пред 5-6 дена, мртов човек умре, на свечи го очувале до сабале, поради немање на струја. Ја го објавувам тоа, укажувам, гледам дека никој ништо не реагира. И барањето е проблемот што е во Бајрот, кој е исклучен 20 дена, не се работи само за неплаќање. Тука има неплаќање, знаеме, тие дека се 90% социјалци, сите се. Меѓутоа има една друга работа што има стари долгови, што со законот за извршување е донесен, има стари долгови кои се задолжени луѓето и блокирани преку извршители. И тие долгови сега ги уценуваат евана, им прават договори на 96 рати, долгови од 2000-та, 2001-та, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, значи поминати се над 10 години, и ги условуваат за да ќе приклучиме струјата, ќе потпишеш ваков договор и ќе плаќа по 360 или 560 денари, не знам толку го беше, и после тоа го уклучува со тоа што треба да плати дел и од новиот долг што има. А знаете ли, тие долгови што се застарани по сите основи, значи тоа зборуваме за долгови преку 20 години стари, да. Тоа е една работа. А дали имате информација, дали им ги бараат и каматите на тие долгови или само основните долгови? Ма тоа се бара све таму. Тука има и камата, има и побарувања, има и застарани долгови, и новите сметки што ги добиваат. Покушавме ние многу пати да разговараме, меѓутоа не можеме да најдеме никаква солуција со евана, а па уште потешко е што сега и со законов што е донесен не се почитува, бадем кој би се почитувал законот за застареност, би имало дел од сметките кои не би били на екран таму дека должат, и друга слика би имало предметот. И покушаваме на некој начин да реагираме нешто, разговарам со некој од евана, така да сите креват раце дека ние сме приватна фирма, ние сме ова, ние сме тоа, и на тоа останува. Меѓутоа, ова денеска што сакам да го кажам на сите и од евана, и од власта, и од сите тие, од изборната единица 5, каде што ја бев кандидат за пратеник, имам обврска кон тие граѓани, да им изидам во пресед и да им укажам што треба да направат. Че има страшни протести овој пат, нема отстапување, затоа што последниот пат се договаравме, отстапивме, ајде да видиме че се најде некој решение. Меѓутоа не успеавме со раководителката на евана во Битола да се направи нешто, да се ублажи за да може да се пушта струјата, и со неа не се договоривме, условува да се платат дел од новите сметки по 20-30 илјади, кај ќе плати тој 20-30 илјади кој живее од социјална помош. Мислам дека тотално го тера да краде па да може да плати. И тоа не може да биде. И тоа мора да го решиме. Дали државата ќе преземе нешто во тој дел да направи, меѓутоа гледам дека
многу не ги интересира државата која се работи за ромите. Затоа и на почетокот реков да беа албанско население или да беше мешовито, пак ќе го решеа проблемот. Меѓутоа, кога се доаѓаат ромите, тука застануваат и сите патишта да се асфалтираат, и сите закони, и сите правди, и сите извршни решенија и така натаму, и така натаму. Не може, ја не можем да сватам само како може, со кој лице ќе доаѓаат да барат гласови за ромите на избори, кај ромите за избори. Ви ги спомнавте измените на законот со кој за извршување со кои вие долгови треба да застарат. Таму вие протестиравте и со други невладени организации во однос на ова прашање. Баравте од министерот за правда да го спроведе законот кој е веќе донесен во собранието, е изгласан, донесен, влезен во службен весник, но законот се уште не се почитува. Едноставно види, неразбирливо е тоа. Ние нон-пасаран, човекот профитот, синдикатот со Маријан Ристовски и партијата ПСЕР организиравме неколку протести, разговаравме и со министерот, се даде збор дека ќе се реши за брзо време, и од тоа гледаме. Ништо бараше автентично толкување доставија пратениците до министерот, се уште нема одговор, а веќе пројден месец и од прошлиот месец. Прошлиот месец на пратенички прашања беше доставено автентично толкување. Не е уште донесено и не знаеме кај кого се наоѓа. Јас вчера бев исто во пратеничката група кој го предложија ова законско решение и они креваат рамења, не знаеме што да правиме, како да правиме. Еве ја сега пак секогаш ќе работам, знаете вие, со докази. Сега ќе ви кажам, еве гледайте ова правосилна судска пресуда. Правосилна судска пресуда. Дека требе да го стаја вон сила решението за извршување. Не го почитува извршителот. Што веле извршителот на суд? Бидејќи прво извршителите ги упатуваа граѓаните на суд. Еве сега во суд, ова е од апелационен суд ова решение. Не е ова од основен суд. И сега основниот суд негативно донесе, апелација го преиначи. Еве го решението правосилно. Вика, ја не го почитувам, па што ќе правиш ти со решението? Така ќе остане, па така. Како може тоа така? Ние имаме закони во оваа држава што треба да се почитуваат. Значи имаме закон од член 377, каде што вика службено лице или одговорно лице во правно лице кое врши јавни овластувања, што ќе одбие да изврши правосилна и извршна судска одлука, што е долго да ја изврши, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Значи, овој е печен. Тоа е член 377. Да. Има друг член каде 353 став 2 од Кривичниот закон, каде вика злоупотреба на службена должност. Значи, овој извршител има направено 2 кривични дела. Злоупотреба на службена должност и неспроведување на судска одлука. И ова кривична пријава е доставена до обвинителство. Очекуваме дека наскоро ќе се појави или и тоа ќе ја стат во некоја фиока, меѓутоа ова Страсбург ќе го реши, ако не го решава ова правосилна судска одлука. Од ова нема бегање. Значи не само што имаме закон донесен кој не се почитува, туку имаме и судски одлуки сега врз основа на тој закон кој исто така не се почитува. Член 377 вика непочитување на судска одлука се казни затвор, парична или казна затвор од 3 години. Кој стои позади тој извршители? Нека излезе да каже некој јавноста. Нека излезе да каже или министерот, или владата, или кој, или премиерот, кој треба да каже дека овој закон не е добар и овој закон ќе биде ваков и ваков. Сите молчат, сите дигат рамења, а законот не се спроведува. Телеком, тоа, со кривичниот закон не го Мажари Телеком, тоа се завршила приказна со тоја судска одлука. Се поништува поради застареност. Да. Уште сите и решето други предмети кои се донесени во текот на постапката околу што имаше предмети и од Јана Киевски и од не за случаите значи, да. Се тоа застарува, милиарди украдени,
Не застарува е предмет кој се блокирани 240.000 граѓани. Па ја ќе им порачам на сите тие што политичари, иако јас сум политичар, ќе има избори сега, ќе им порачам ова, 240.000 граѓани кои се блокирани. Ако се нормални, нема да излезат на гласање. Ако се ненормални, ќе излезат на гласање. Овој закон мора да почне да се почитува ако сака да има избори и да се постигне цензусот што е потребен за да успеат изборите. Инаку 240.000 ме слушаат сите сега, им се обраќам на сите тие што ми се јавуваат на ден по 50 до 100 душе, да, доколку не почне да се спроведува законот, да земат, да не излегуваат на гласање и да абстинират. Имате ли, значи, можеме ли да заклучиме кога зборуваме дека ова е правна држава, значи ова е правна или неправна држава? Па да постоеше правна држава, ова ќе спроведуваше законов. Овде има селективно кои ги применуваат законите. Казнениот закон е донесен после овој закон, се спроведува без проблеми, затоа што се ослободуваат таму кривични дела. Има интерес. Има интерес таму. Овој закон сите молчат. Сите молчат. Не знам, да ви кажам искрено, не знам што е проблемот или да излезе некој да каже дека овој закон што се го донеле вие е многу лош или ваков или таков, или треба да се дополни нешто овој закон за да може да се применува. Никој ништо не кажува. Зборат некој е наводно поради ретроактивноста на законот. Па ние имаме закон за извршување што е донесен ретроактивно наназад и што го применуваат. Сега кој доаѓа во сметка на граѓаните да се ослободат од ваквите задолжувања, тогаш ретроактивноста била лоша и ќе влијаело на доверителите. Значи да се подсетиме, зборуваме за долгови кои се стари над 10 години. За тие зборуваме. Дека тие треба да се едноставно да се поништат. Види, господине Сејат, значи ние имавме и во стариот закон. Имаше апсолутна застареност од 10 години, што во судска пракса не го применува. Поради таа неприменета судска пракса, се донесе овој закон, каде децидно се кажа, од денот на извршувањето, ако помина 10 години, има апсолутна застареност. И тука е фул стоп. Вие знаете дека има предмети од 97 година. Посебно во Кичево, еве ќе ви кажем, кај Весна Јанковска, како беше ова извршителката. Од 97 година извршување спроведуваат. 97 година. Па тоа е страшна работа. Па има од 2000-та. Па вие да дојдете само едно пола сат на протестите кои беа синдикатот кој организира, имаше од тие неколку граѓани што беа блокирани и да ги слушате само нивните зборови што кажуваат. Како преживуваат тие луѓе? Срам ми е да се појавам, вика, да излезем тука, поради тоа што, ќе ме гледаат луѓето, а ги има многу, пазете, ги има многу луѓе. Меѓутоа, нашиве чека излезе последниот момент, кој ќе згусне ептен више многу, тогај ќе излезе сите, ама тогај касно ќе биде за сите. Затоа порачувам на сите извршители да почнат да го примат законот. Судиите не може за еден исти предмет еден судија да носи една одлука судска, а друг судија друга одлука да носи. Не може апелација да прифати одлука на друг предмет да не прифаќа, а се работа за иста апсолутна застареност на одлуката. Треба да се почне да се применува законот. Затоа имаме правда, викаме правно, Министерство за правда, ако треба да се направи некој формулар што го барат тие извршителите, што нон-стоп потенцираат на секое образложение, се одлучува поради тоа што според законот за извршување не треба да се применува застареност. А никој не кажува зашто не треба да се применува. Да. Добро, ајде малку да позборуваме за другите проблеми. Има еден случај, господине Ибраимовски, во општината Шутово Ризари, кој исто така некако поминува под радарот на јавноста, чуден случај, јас би кажал. Именно таму има прегазано едно 3-годишно девојче, каде што таткото на девојчето тврди
дека, мислам, девојчето е прегазено и починато, да појаснам, каде што таткото на девојчето тврди дека не реагираат институциите, дека тој што го направил тоа дело е познат на органите, дека тој не одговара за тоа. Запознаат ли сте со тој случај, знаете ли некакви детали? Видите, јас имам, ми се обрати таткото на девојчето, вчера требаше да биде роден 4 години да полни, вчера. Значи, постапката во тој дел, кога е дошло јавно обвинителство на лице место кој извршиле увид и се констатира како дошла до смрт на девојчето, предадено е до основното јавно обвинителство, меѓутоа, од кога е предадено до ден денес, нема ништо потегнато или започнато постапка да се утврдуваат кои се фактите, кој е кривец и како е кривецот што го прегазил девојчето. Во неколку наврати родителот одел во обвинителство, не добивал никаков одговор. И тој одговор останува и понатака уште не е ништо започнато, ќе почне, а кога ќе почне не се знае, или чекаат исто ова да го направат законот за застареност да пройде 3 години, каза закон и да може да се ослободи странката, бидејќи странката сега си ја врши својата дејност, си работи, шета слободно низ Скопје без никакви проблеми, патува надвор од државата, но нема никакви санкции против извршеното дело што го направи Лушото Ризари. Затоа предлагам и препорачувам на јавното обвинителство Скопје да земе да постапи по овој предмет, затоа што се работа за мало девојче од 3 години кој тек почнал да цвета и да го уништи некој животот, треба да се види одговорноста на тоа лице што го направил тоа. Предлагам да земат, да го работат предметот и да воспостават кој е крив, кој е прав. Меѓутоа, кога едно дете е прегазено, се знае што следува за тоа. Да, навистина чудно тие информации Еве 6-7 месеци нема ништо, не се мрдно кои ги добиваме, да, тие се и од таткото барем тоа го тврди. Треба да видиме што веле обвинителството на сето ова. Добро, значи ние полека влегуваме во некаков предизборен период, знаеме дека изборите ќе бидат на 8 мај, со вториот круг на претседателските избори ќе бидат и парламентарните. Кампањата, техничката влада ќе почне некаде во февруари да делува, знаеме дека премиер ќе биде господинот Тала Џафери на таа техничка влада. Значи, се уште не сме формално влезени во предизборен период, но веќе тоа знаеме кај нас, гледаме дека дел од партиите одржуваат и трибини, и средби со граѓани и така натаму. Вие на некој начин ја представувате ромската заедница. Со што политичарите сега ќе излезат пред ромите повторно, бидејќи цело време слушаме обвинувања дека таму луѓето најмногу се манипулираат за глас. Па видите, факт е дека ромите немаат представник во владата сега, од ромските партии. Во парламентот нема од ромските партии. Знаете што се случи, јас бев на листа за влегување во собрание, пошто излезе, стана министерка од изборната единица 5 во култура, требаше да влезе после нејзе, кој е, следен бев јас или Козаров, од ние 20. Да. Меѓутоа се случи дека имал закон, ако излезе женско, да влезе пак женско. Тоа не го знаевме, нити јас знаев, нити предходно кога ја правевме листата, да знаев тако ја, например, не би го прифатил тоа место каде што ме ставија. Иако бевме договорили другачие, меѓутоа, ево остана без представник ромите. Сега, на овие избори, што ќе излеземе ние да им кажеме на ромите да гласа за било една или друга опција? Ништо што ќе им кажеме. Ќе им кажеме дека не излажа. И едните и другите. Како секоја година, како секој избори, така и овие избори, и ќе им кажеме еднаш, слушајте, сега не излажа, што понатамо, дај да одлучиме заеднички што ќе правиме. Дали ќе излегуваме на гласање, дали ќе одбереме левата или десната страна,
кажете вие што да правиме и таков заклучок ќе донесеме ние. Ние следната недела имаме извршен одбор на партијата. Во Тетово ќе се одржи, ќе бидат присутни сите ограноци од Македонија. Ќе седнеме и ќе разговараме како и што понатака и со кој ќе коалицираме и за председателските исто избори ќе разговараме. Бидејќи и од последниот конгрес имаше донесена одлука да се кандидирам јас за председател на државата. Меѓутоа остава и в еден период така ми дадоа одостојување да јас само одлучам дали ќе сакам да се кандидирам или нема да се кандидирам. Ќе продолжите со тој план или не? Па разговараме уште, анализираме работи кои се потребни за една ваква одлука. Знаеме дека сега според бројките таа идеја е тешко остварлива. Не, ние знаеме дека но со кандидирање на председател можете да ги измешате картите на големите партии. Ние знаеме дека нема да добиеме тоа. Меѓутоа сакаме да ги собереме гласовите, да видиме колку има авторитет самка во ромската заедница, колку има партијата и колку ромите воопште ги има во Македонија. Со тоа ќе направиме една бројка значителна која мислам дека ќе одлучува кој ќе биде председател на државата. Меѓутоа и размислуваме и тоа, нас веќе преку глава ние со тие салонски председатели или салонски министри, ја ги викам, што седат во канцеларија и чекаат некој друг да дојде да им каже каква е ситуацијата надвор, вака и така. Еден председател на држава кој не излегува меѓу народот, да го чуе гласот на народот, да види што и како, од која болка пати народот, што е проблемот на народот, седи во канцеларија и чека некој доушник да дојде да му каже да, ова е окей, вака и он си тера, мисли дека тоа е така. А тоа е полошо и за него и за државата. Добива погрешни информации. На државата не и треба салонски председател, на државата и треба народен председател, човек кој е меѓу народот, човек кој знае што е потребно за народот, човек со големо искуство и човек што има биографија која треба секој еден што ќе гласа Вие задоволен ли сте од сегашниот председател Пендаровски? Како делува? Па видете, ние имавме проблеми и пред 4 години. Имав исто одлука од собранието да бидам кандидат за председател. И собравме 10.000 подписи. И не дадовме во стартот поддршка на Пендаровски, на коалицијскиот состанок кој беше, реков дека нема да дадеме додека не одлуката сме ја донеле ние самите дека треба да одиме на президент. Може грешка направивме тогаш што јас не се појавив. Бидејќи и тогаш според анкетите покажуваше што ги има направено невладините организации на ромите, негде ја имав околу 12,5%, а Пендаровски имаше 7,5%. Тоа има анкети на значи тоа е грешката тогаш. Ајде прекршиме. Вети ја некои работи што треба да ги вети, меѓутоа од ветувањето ништо не направи за ромската заедница. Вети ја за извршителите и Пендаровски вети за извршителите дека ќе ја следат работата со извршителите, бидејќи уште од 2011 ова проблематика самка ја барка целата работа. И вети ја и премиерот Заев. Добро, за волја на вистината владачкото мнозинство изгласа измени на закон за извршители. Значи, они во парламентот си ја завршија работата. Да. Тие си завршија, пратеници си завршија. Меѓутоа, вика, си ми ја донел тацната да јадем, а ми викаш, немој да чепкаш од јадењето. Тоа не е завршена работа. Овој вика, ја тацнава со јадење, ама чекај да видиме. Нема што да видиш, чим си ми ја донел тацната да јадем, или дај ми ја да јадем, или трни ја тацната. Они тоа треба да пресечат. Имаат пратенички прашања сега во четврток. Треба да стане да кажа, или почитувајте го законот, или не го почитувајте. Кажите, ако не, има тамо собрание, предлагачи, нека предложат да се одземе лиценцата на тие извршители што не го почитуваат законот и тука ќе заврши приказната, па ќе видиш дали нема да спроведуваат закон. Или да излезе министерот да каже, почитувани извршители, законот е донесен, дали вас ви се свиѓа или не ми се свиѓа, или мене ми се свиѓа, не ми се свиѓа, треба да го спроведувате. Додека не дојде до некоја друга измена, или ако некој друг бара.
Меѓутоа, ни еден не излезе таков да постави Панчо Минов на прошлата седница на пратенички прашања до заменик министерот, не беше тука министерот, и штета што не беше он тука, беше заменичката ништо не одговори. Едноставно, ќе видиме тука сме што треба ќе направиме, тоа што треба, останува така што треба ќе направиме. И понатака олигарсите командуваат со оваа држава. Олигарсите командуваат со оваа држава. На жалост, овој напатен народ, овој народ што се уште молчи, а не знам до кога ќе молчи, треба да сватат дека тоа што го направија пратениците на СДСМ мора да го истрчат до крај. Ако не го истрчат до крај, тоа ќе кажа кравата која носеше млеко, на крај го клоцна тоа тенџерето со млеко и се истори, заврши приказната, ни млеко, ни она. Така и ова ќе биде. Да. Затоа им порачувам на пратениците и предлагачите, и Митрески, и Панчо Минов, како предлагач, да го барат автентичното толкување прво од министерот, што дал одговор на нивното автентично, и на пратенички прашања да го натераат министерот за правда да излезе, да каже јавно пред цела македонска јавност, дека тука не се работи за роми или за се работи за сите заедници. Тука има блокирани и албанци, и турци, и роми, и срби, и власи, се комплетно. И да каже, другари, овој закон е донесен. Спроведувајте го, поради тоа што ќе има санкции, ќе ви ги одземаме лиценците или кришни пријави, ќе одговорите според член 377. Да. Добро, за крај имате ли решение како партија за изборите, со кого ќе одите? Со кого ќе настапите? Ќе одите ли сами? Ќе одите ли некој со големите? Видете, ви кажав дека ние наредната недела имаме извршен одбор и ќе одлучиме што ќе правиме понатака. Меѓутоа имаме и наши некои согледувања, дали додиме со левата или со десна страна, па може и на крај да се случи да одиме и сами на избори. Па да си ја пробаме силата и да пробаме свеста на народот. Дали овој народ сака да има освежување и да види дека некој се бори за тој народ, или сака и понатака да биде гласачка машинерија за овие две политички опции. Па ако одлучи така, така не гласа. Али ќе разговараме. Имаме наш тим кој разговара и ќе разговараме. Ние како партија сме нормално лево ориентирана партија, никош не сме били десна. Ние 20 и кусур години сме од почетокот на самостојувањето на Македонија до денеска. Ова партија е лево ориентирана партија, никогаш не била десничарска партија. Ние бевме 11 години во опозиција и издржавме некако. Дојдот 11, меѓутоа може и во тој период малку направивме грешка што така останавме, но ете, тој период го пребродивме. Сакам да укажам дека најдобро за нас, конкретно за помалите партии, оно што го предложивме во собрание кога бев и пратеник, со Лиле Поповска да има една изборна единица и отворени листи. Да се гласа за личност, а не да се гласа за политичка партија. Да, но тогаш ќе се рачистат многу работи и многу дилеми и тогаш нема да има она дигни прст, притисни копче или вака или така. Тогаш ќе има сасвим друга шема во парламентот. Да, но гледаме дека особено за една изборна единица, освен декларативни заложби во пракса нема ништо. Не се слагат, видите. Ја и организираше Цивил една таква емисија за една изборна единица. Прво, албанските партии не го сакаат. Второ, и ВМРО и СДСМ, вака кога се разговара, нема проблем, декларативно, никој не излегува да каже, пресечуваме вака ќе биде и ова ќе биде. И ОДИХР исто имаат забелешки дека треба да има една изборна единица. Меѓутоа, ништо нема од тоа, не е почнато, ништо не е почнато. Да. Што треба да се почнато? Треба да се гласа, ништо друго. Да. Што е тоа проблемот? Една изборна единица, кој сака отворени листи, ако сакаме демократија, ако сакаме да имаме квалитетен парламент, да нема корупција, еве начин како да се дојде до тоа. Да. Корупцијата сега е присутна со овој закон што го прават за извршителите, тоа е класична корупција. Еве американците пуштаат имиња и презимиња, меѓутоа нека земат да пуштат, нека истражат и колку извршители има, што биле, какви биле пред
доаѓање на функцијата и кои се денеска. Па нека ги обработат и извршителите могу. Па да видат дека и таму има корупција. Тука е поентата што јас сметам дека треба да се направи и дека народот овој пат треба длабоко да размисли што и како понатаму. И на крај уште еднаш би препорачал на апелационите судови, ако основните судови сгрешиле во делот на донесување одбивање на апсолутна застареност, да ја исправат грешката како што е исправена во овој предмет. Значи, првостепениот суд донел негативна одлука, а апелациониот суд ја переначува одлуката и вика дека се прифаќа апсолутната застареност на барателот на тој предмет. Добро, господин Ибраимовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас. Ако не се видиме, среќна нова година, да сте здрави и живи и вашата телевизија, мислам една од пообјективните телевизија. Среќна нова година на сите граѓани, среќна нова година на моите сопартици, среќна нова година на моите од изборната единица 5 од Баир без струја. Па ќе видиме дали ќе добиеме струја, меѓутоа јас ви тврдам дека мора струјата да се пушти. Како ќе биде, што ќе биде, јас сум тука со вас, вие знаете добро, разговараме секој ден и еве денеска јавно објавувам дека доколку за неколку дена не се пушти струја, ќе има страшни протести во Битола, ќе почнеме, па после ќе дојдеме и пред влада ако треба. Ви благодарам. Уште еднаш, почитувани, со ова гостување го завршуваме и ова Студио 10. Останете со нашата програма, ви благодариме на вниманието и довербата.